Вкупните приходи на буџетот на општина Виница за првиот квартал од 2016 се остварени со 22,69% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се реализирани со 16,98%, во кој капиталните приходи имаат реализација само од 6,07%. И во најголем дел истите се остварени од надомез за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти и надомез за концесии за експлоатација на минералните суровини. Во кварталниот извештај за доспеани ненамирени обврски, заклучно со 31 март, вкупните обврски на општина Виница изнесуваат 53 милиони денари. Со овие бројки, кварталните извештаи на општина Виница поминаат денес со подршка од 9 гласа. Во рамките на проектот за климатските промени, со кој беше изработена стратегија за борба со климатските промени, општината има одобрено 4 милиони денари за уредување на коритото на река Осојница, за кој проект сопственото учество од домашниот буџет треба да биде 1 милион и 85 илјади денари. Советниците со мнозинска подршка за реализацијата на овој проект со кој треба се заштити коритото на Осојница од излевање. Со препорака за подетално расчленување на ставките во крајниот финансиски извештај беше усвоена завршната сметка на комуналното претпријатие Солидарност. Со јавно искажување на незадоволството од реализацијата на проекти во општина Виница преку програмата на Источниот плански регион, денес не беше усвоена ниту една од точките со кој беше презентирано сработеното и планираното на оваа институција. По неколкократни дискусии околу експлоатацијата на геотермалните води во село Истибање од страна на ЗИК Брегалница, тоест концесионерот Еко Оаза Самантов, денес за прв пат со свое образложение настапи сопственикот Ѓорги Самантов, кој со сите своји устни аргументи се обиде пред Советот да докаже дека од нивна страна законската постапка е целосно запазена, но советниците побараа повторно да излезат на увид на лице место за лично да се уверат во тврдењата на сопственикот, а побараа и копија од сите правни дозволи со кои располага. Реакциите по оваа прашање не стигнуваат откако беа изнесени гласини дека општинскиот буџет зема минимални средства од експлоатацијата на ова природно богатство. Повторно се актуализираа и сообраќајните недоречености во градот. Теоретски се носат решенија, но не се спроведуваат. По предлог на советниците, реализацијата ќе оди етапно, ќе се почне со донесување предлог одлука за воведување на едносмерна улица, Пионерска, од основното училиште Славчо Стојменски до потегот пред Стопанска банка. Со апел до надлежните на фудбалскиот клуб Слога да го подобрат рейтингот на клубот и да се поместат од третата лига, беше прифатен и финансискиот извештај за нивното работење, а беа одобрени и средства за одржување на традиционалниот меморијален турнир посветен на капетан Кирчо Димитриов кој загина во воените дејствија во 2001 година.